Добар ден, драго ми е што денеска заедно со Наташа, градоначалничката на општина Битола и со Златко, нашиот претседател на општинска организација на СДСМ, сме во посета на Битола да обиколиме повеќе значени проекти кои што се финансирани од општината, од владата, преку различни програми, се од интерес на луѓето и граѓаните, да покажеме дека сме со граѓаните во континуитет постојано, дека ги следиме и проектите кои што се битни за развојот на општина Битола, но и дека сме во комуникација со граѓаните се со цел да ги детектираме проблемите и да се наоѓаат решенија. Ќе разговараме и во текот на денот понатаму, во делот на нашата агенда. Целото раководство на партијата е постојано и секојдневно на терен и покажуваме дека му служиме на народот и на граѓаните, што е наша клучна и приоритетна и единствена обврска преку работата и преку институциите кои што ги водиме и позициите кои што ги имаме. Навистина, секој еден функционер треба да е сервис на граѓаните и затоа продолжуваме со нашата агенда на посети и средби низ целата наша татковина. Но она што исто така е значено, заокружуваме еден битен и значен процес, зашто денеска повторно во Битола ќе се сретнеме и во општинската организација ќе разговараме, а тоа е реевиденцијата односно ажурирањето на целокупното членство на партијата. Минатата сабота од Струмица соопштив дека завршивме со оваа наша постапка, ги посетивме и разговаравме со сите наши членови. Денеска во Битола ми е драго и чест да кажам дека овде во Битола е најголемото македонско социјалдемократско семејство. Очекувам над 6000 членови на партијата кои што ќе бидат ажурирани, кои што го потврдуваат своето членство, кои што застануваат зад политиките, зад програмата и зад ваков модерен и развиен СДСМ. Продолжуваме во наредниот период да се менуваме, ја праќаме пораката дека СДСМ и победува, но и се менува. На 10 март ќе го одржиме нашиот следен состанок на Централниот одбор, пошто ќе започне и постапката за евидентирање на предлози и кандидати за членови во највисоките органи на партијата. На 21 март ќе ги имаме првите непосредни внатре-партиски избори. Тоа е врв на демократијата во една политичка партија. Изборот на претседател да биде од страна на секој член кој што има право да гласа. Во Битола ќе имаме повеќе избирачки места и над 5000 членови на партијата кои што веќе се регистрирани да гласаат. До денеска 5222 членови на СДСМ во Битола пријавиле учество на непосредните избори на 21 март и како што кажав, ќе следи постапка за кандидирање на најквалитетните, најспособните, најкапацитетните кадри за членови на Централниот, на извршниот одбор на партијата, на надзорниот одбор и секако дека започнуваат и нашите подготовки за локалните избори. СДСМ ваков, отворен, модерен, дигитализиран, близок до граѓаните, е фаворит на изборите и на централно ниво, но СДСМ е сериозен и убедлив фаворит за победа и во општина Битола, која што е исклучително битна, значена и верувам дека со сите алатки, со целиот сервис, со целото служење кон граѓаните од секој од нас, навистина овде во Битола во октомври ќе имаме победа и нов мандат и продолжување на одговорноста да се грижиме за интересите на граѓаните. Благодарам.